ВМРО ДПМНЕ се враќа во парламентот. Дали е тоа обид да се ребрендира како остра и ривалска опозиција? Колку новиот лидер ја има контролата врз партијата и нејзините пари? Како ќе обезбеди одлепување од сенката на Груевски и неговите кадри? Можна ли е формална коалиција меѓу СДСМ, ВМРО, ДПМНЕ и ДУИ за името и реформските закони од Европската агенда? Како да се надмине синдромот на антиалбанство? Лоша економска политика на актуелната влада, но што нуди ВМРО ДПМНЕ како алтернатива? Поштовани гледачи, добро вечер. Добро вечер и за мојот вечерашен гостин, председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Ви благодарам што прифативте покана. Добро вечер и благодарам што ме поканевте. Опозицијата секогаш била добродојдена во топ тема, така што ја имате таа привилегија да бидете третирани како сериозна опозиција, бидејќи и ова претходната, а сегашната власт како опозиција некако ги ја искористи оваа трамболина за себе промовирање и за наоѓање. Се надевам дека ќе излезете од матрицата на селекција на телевизии. Интересна ретроспектива. Немаме ние селекција, напротив, присутни сме на сите медиуми, без разлика дали се тоа телевизии, дали се веб портали, дали се пишени медиуми, така што медиумите се наши пријатели, така и ги третираме, така и ќе продолжиме да ги третираме во иднина. Професор Мицкоски, ви фали професурата? Многу. Многу ми фали. И затоа еднаш неделно сум на факултетот заедно со студентите, обично тоа е преку викенд. За жал, бидејќи некако преку недела не успевам да се организирам, честно да кажеме, затоа преку викенд им благодарам и на нив што имаат разбирање за сите мои уврски, но сепак нели знаењето, трансферот на знаење е приоритет и нивен, но и мој. Така што мислам дека се тоа убави моменти да човек биде сам со себе и со своите студенти за да може да се чувствува пријатно. Дали воопшто во еден момент во последните 2 до 3 години размислувате дека можете да бидете шеф на опозицијата или шеф на ВМРО ДПМНЕ? Ако ме прашате, ако се вратиме наназад некое време, можам да ви кажам дека некако сите овие работи доаѓаат молскавично брзо. Секако тие се причинско-последични поврзани помеѓу себе, имаат некаков редослед. И сигурно моето однесување, мојата работа и мојот карактер придонесува да Христијан Мицкоски, член на извршниот комитет, потоа стане председател на кадровата комисија, генерален секретар и еве председател на ВМРО ДПМНЕ. Ви смета ли воопшто поимањето за Христијан Мицкоски дека е сепак движечката или менаџерската експозитура на Груевски и на Мијалков во ВМРО ДПМНЕ? Не, воопшто не се оптеретувам со таков тип на реченици, бидејќи навистина кога ќе го видите Христијан Мицкоски, неговото животно портфолио и сето на кое што позади него стои и партиско, но и животно и професионално, многу лесно можете да дојдете до одговорот на таков тип прашална реченица. Но она што повеќе ме загрижува е оптеретувањето на системот, на државата, со сите оние реални проблеми, кои што треба да бидат во фокус на јавноста наспроти оваков тип на прашални реченици. Така што Христијан Мицкоски ќе повторам, еве, во неколку наврати сум одговорил на ова прашање, не ми пречи повторно да одговорам. Христијан Мицкоски во неговиот живот нема апсолутно никаква концесија према никого, можеби према родителите, бидејќи тие се тие кои го воспитале во неговиот живот. Нормално голема почит и признание може да ја одадам тука на сопругата и децата, бидејќи они го живеат сето ова заедно со мене. Така што генерално тука би го завршил одговорот на оваа прашална реченица дека Христијан Мицкоски е човек кој што припаѓа на нова генерација политичари, кој што сака да ги порази оние транзициони политичари од едно време, човек кој што му се приоритет државните и националните интереси, така работи со работниците кои што го обкружуваат, така и ќе продолжи во иднина, бидејќи националните и државните интереси се мој приоритет и фокус на делување во политиката, но и во животот. Ова е за мене огромна шанса, чест, обврска, да оставам историска димензија за сопствениот народ и за сопствената држава.
Кога имав прилика да се среќам со Груевски во подобрите негови времиња, тој се само карактеризираше како техноменаџер во политиката. И долго време тој тип на ореол околу него го градеше или го градеа. Вие влегувате во политика буквално како, условно кажам, како еден техноменаџер. Дали тоа ве принудува да не сватите дека се занимавате со политика во која се уште ВМРО ДПМН не може да се одлепи од старите перформанси на политиката и да изгради еден нов модерен имидж и нова модерна идеологија во овие балкански нови геостратешки ситуации? Мислам дека тезата треба спротивно да биде поставена, но логично е да кога се бавите со политика, вие менаџирате со човечки потенцијал, поготоа кога сте председател на најголемата опозициона партија и најголемата организирана политичка сила во државата, тоа е ВМРО ДПМН. Логично е да вие се однесувате технократски и ги менаџирате тие човечки, но и инфраструктурни ресурси кои што самата партија ги поседува. Начинот на менаџирање може да биде ваков или онаков, на некому да му се допаѓа, на некому не. Но она што е важно и значајно да се каже дека во овој момент ВМРО ДПМН е автентична опозиција. Моите почетоци беа посветени на реорганизација на натрешната инфраструктура на самата партија, но исто така голем дел од моето внимание беше презентација моја лична како нов председател на ВМРО ДПМН, но и кадровскиот потенцијал со кој што располагам во Брисел, Будимпешта, потоа Вашингтон, на враќање во поголемите балкански центри, така што состаноци со светски водечки политичари, така што мислам дека тука успеав во голема мерка да ги разобличам, се разбира, погрешните политики на ова влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, но исто така да изградам автентичен карактер на новото ВМРО ДПМН, кое што во овој момент го раководи или како што вие би рекле менаџира Христијан Мицкоски. Што би бил новиот карактер, новиот имидж на ВМРО ДПМН во услови во кои многу внимателно барате постапки и изјави за дистанцирање од така наречениот груевизам, за дистанцирање од сопствената партиска аристократија, за тоа, или да ве прашам на крајот, и верувате ли дека во овие 10 години до сегашната партиска елита, условно кажам, ја оплячка Македонија? Она што јас верувам е во подобро утре за Република Македонија и тука би се фокусирал, односно би се фокусирал на сите оние штетни политики кои што ги води Социјалдемократскиот сојуз. И тука треба да дојде до израз сонот на мојата генерација кој што во неколку наврати го имам кажано во минатото, а тоа е евроатлантска интегрирана Република Македонија, успешна, економски просперитетна држава на среќни граѓани. И тоа е она кое што го должам на мојата генерација, но истото тоа им го должам на илјадници следачи на ВМРО ДПМН, на генерациите кои што поминале во таа партиска инфраструктура, на генерациите кои што допрва ќе се вклучат во нашата партиска инфраструктура. Сето она што било во минатото добро и кое што имало позитивни пракси и практики ќе биде во континуитет применувано и во иднина. Сето за што ќе оцениме дека било погрешно, се разбира дека ќе најдеме начин да го санираме и да го исправиме и да продолжиме да го применуваме на поинаков начин. Се разбира, ниту еден човек не е безгрешен, човек што работи може да греши, но многу е значајно да можеме тие грешки да ги сведеме на минимум. Но она што е реалност во Република Македонија во овој момент се катастрофално лошите политики на било кој план од страна на владеачкото мнозинство, на владата предводена Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Токму тоа треба да биде фокусот на делување на новото ВМРО ДПМН, на Христијан Мицкоски како председател на ВМРО ДПМН и на соработниците на Христијан Мицкоски, да понудиме алтернатива која што ќе биде препознаена од граѓаните на Република Македонија, алтернатива која што ќе значи ново будење, ново утро, нова надеж за сите нив. И тука мораме од петни жили да се потрудиме за да успееме, затоа што тоа е императив за нашата држава. Ако ми работи некоја келија на ад-хок анализа, можам да заклучам дека на веш начин правите некаква ограда од постапките пред суд што се одвиваат за политичката елита која ја наследивте и дека се надевам, или дали мислите дека ова раководство ќе даде некаква партиска
некаква плебисцитарна поддршка за евентуално, како што вели вашиот близок соработник Коловски, за амнестија на луѓето кои сега се осомничени од СЕО? Не, ние немаме побарано амнестија. Тоа беше повеќе во насока како совет кон господинот Зоран Заев и мислам дека ако господинот Зоран Заев сака да биде реформски и вистински политичар и во многу наврати во минатото ја потенцираше таа негова жица, има можност и шанса да ја послуша оваа препорака, односно овој совет од страна на потпредседателот Николовски и да се стави над ситуацијата, односно да се стави над она што се вели политички терор во Република Македонија, но ако сакате да зборуваме и за политичкиот терор, можеме и за тоа да зборувам. Можеме да дискутираме за сите оние злоупотреби на позиција на власт кои што се случуваа во изминатите денови, во изминатите месеци, кога пратеници на ВМРО ДПМН и пратеничката група предводена од ВМРО ДПМН беа брутално апсени и понижени во јавноста од страна на припадници на Министерството за внатрешни работи и сето тоа беше нотирано понатаму во извештајот на Народниот правобранител, но како што гледате, апсолутно никој до сега нема понесено никаква одговорност. Ако сакаме да манифестираме правна држава, ако сакаме да манифестираме морални политичари, треба истите тие кои што тоа го наредија и потоа го спроведа да понесат одговорност. И ВМРО ДПМН нема да престане да бара од истите одговорност. Кој ќе ги врати деновите непроспиени, деновите поминати во домашен притвор на нашата пратеничка Пешеска и сите оние сцени кога група специјалци рано утрото се втурна во незиниот дом, апсејќи ја како најголем криминалец. А при тоа, во исто време се носи закон за амнестија на стотици криминалци кои што во најголем дел ги повторија делата и сега повторно се наоѓаат во Идризово. Кој ќе сноси за тоа одговорност? Јас знам дека политичка одговорност ќе сноси Зоран Заев на следните предвремени парламентарни избори. Но до тогаш, до кога ние ќе го толерираме ово однесување од страна на поединци во власта? Дали кој ќе сноси одговорност? Така не се прават реформи и така не се гради држава. Дали кој ќе сноси одговорност за државниот удар во парламентот? Дали на одреден начин, без оглед дали предуцираме вина или сакаме да останеме во границата на презумпција на невиноста, вие како политичар не оценувате дека таа бруталност која е изведена е начин на кој Македонија и ВМРО ДПМН ја срозаа на нивото на една сериозна политичка партија за која е превосходно важно главното Д во ДПМН е да функционира, тоа е демократија и институции. Прашањето сме го коментирале и како ВМРО ДПМН и како Христијан Мицкоски во многу наврати во минатото и отприлика тоа е одговорот. Гледаме сега имаме развој на настаните, излезе јавниот обвинител пред неколку дена, го образложи обвинението, но на што исто така загрижува во целиот тој процес, а бевме сведоци на вашата телевизија, не така одамна, пред некој ден на емисијата Котов дека на Телма телевизија, каде што беше цитирана изјавата на тогашниот министер за внатрешни работи, господинот Нухију, каде што тој, иако има златна команда, ништо не превзема, а не е дел од ово обвинение. Второ, има индиции дека во истиот момент додека траа случувањата во собрание, имаме групирање на терористичка наоружена група во општина Чаир и во неколку други места во Република Македонија. И прашањето е, ако тоа го дава изјава господинот министер поранешен Нухију пред јавниот обвинител, како јавниот обвинител посериозно не се занимавал да го истражи ова тврдење, а уште повеќе загрижува фактот што Министерството за внатрешни работи не покренува истрага кои се тие луѓе што се наоружени, дали тие луѓе легално го поседуваат тоа оружје, кое е потеклото на тоа оружје, за каква намена го користат тоа оружје и ако навистина имало таква наоружена група, што во тој момент министерот Нухију превземал како прв најодговорен во Министерството за внатрешни работи. Нема вина Чавков, чекај да ме молам. Дали вие мислите дека нападот врз Нухију не ве терам нова антиалбанство како некаква политичка генетика? Мислите дека ќе го заштитите Чавков? Не е тоа чомовски антиалбанство. Чекај само еден момент. Во услови кога во ова студио вашиот претходник
2 часа откако се врати, јавно изјави дека само тој имал контакти со Чавков и дека откако видел развој на ситуацијата му наредил на Чавков да почнат смирување. Не ви е тоа и како интелектуалец, и како политичар, и како граѓанин индикативно дека кој стоел зад целиот маштаб на насилството во собрание? Чомовски, јас бев прилично прецизен, ќе повторам. Во многу наврати во минатото сме го коментирале настанот 27 април и впрочем јас сега кажав дека јавниот обвинител излезе со обвинение да видиме како тоа ќе се развива низ еден фер, се надевам, судски процес. Но на што повеќе загрижува, а што никој во моментот не го споменува, е вклучително ни вие, иако навистина очекував барем да го прокоментирате ако ништо друго, се сите овие тврдења од страна на министер за внатрешни работи. И тука нема никаква врска со албанофобија или слично. Може би тие луѓе што се наоружени се македонци, се швегани, турци, не знам, срби, мароканци, небитно. Ако некој се позанимавал сериозно, а имал индици за такво нешто, ќе констатирал кои се тие, што се, со каква намена се наоружале и каква им била целта од како се наоружале. За жал, еве, ние после неколку месеци од тој ден го прочитавме, односно го слушнавме сведочењето на министерот Нохију, дека он имал такви информации. И тие изјави се дадени пред јавниот обвинител. И она што повторно загрижува е што во овој момент неколку дена помина од емисијата на вашата телевизија и никој повторно тоа не го коментира. Дали утре повторно ќе се случуваат такви вооружени информации кои што ќе ги знае министерот за внатрешни работи, се извинам, и ќе ги премолчува. Дали потајно тивко ова значи притисок врз безбедноста и животите и уставниот поредок на Република Македонија, безбедноста и животите на граѓаните. Затоа што ако ние за така кус рок имаме група која што се мобилизира и се наоружува спремна да иницира воен конфликт, при тоа министерот тоа го знае и ништо не превземаме, логично е дека охрабруваме такви групи во иднина истото да ни се случува. Каде е тука правната држава? Каде е тука одговорноста на министерот? Каде е одговорноста на јавното обвинителство? Каде е одговорноста на сегашниот министер и органите кои што се под него? Еве за овие рековме, има судски процес, ќе можам да прифатам дека јавноста не реагирала доста поагресивно, поистражувачки во однос на оваа информација за Нохију. Нејавноста треба да имате вие фантастична истражувачка сторија на вашата телевизија и признание од страна на, односно и документ каде што е дадено сведочење и исказ. Тоа е поголем доказ од тоа има ли? Дали некој во овој момент се занимава со тоа? Или тоа не е важно? Што во моментот можеме во Македонија да наоружиме група која што ќе биде наоружена и спремна да војува. Ако тоа не е загрижувачки, а при тоа држите во затвор 6 пратеника од опозицијата под обвинение тероризам и закана за уставниот поредок, како ние да веруваме дека имаме честна намера кој има возможи на луѓето со качулки и со пиштоли така експресно да се мобилизираат и да извршат атак врз парламентот? Јас навистина немам таква информација, се надевам дека судскиот процес во периодот кој што следува ќе даде одговори на ова ваше прашање. Навистина јас се прашувам. Како вас, кој е тој што има возможи на така наречените луѓе со качулки што вие ги спомнувате да... Јас тоа блага верзија го зборам, инаку во една жустра форма би ви кажал дека тоа се експоненти и на тајната полиција и на Мијалков и на подземјето. Со ракетни фрлачи, со калашникови. И за нив имам објаснување, но тоа е повеќе во теоријата на случај, во заговорите за случај. Но... Добре, ја ќе ве прашам, овие другиве што се наоружуваат со калашникови, пиштоли, ракетни фрлачи, чија експозитура се? Ево, одговорете ми, на власта. Добро, ако е на власта, тогаш дајте да видиме која е таа власт. Кои се тие луѓе да истража случајот, да има одговорности. Чомуски во оваа држава мора да има институција одговорност. Зошто... И таа мора да има име и презиме. Зошто со ваква... Не можеме ние политички цел живот да ги амнестираме луѓето. Чекайте, се согласувам. Зошто со ваква страст и со прилично политичка умешност одбегнувате за дефиниција на случувањето на 27. Независно, политичка дефиниција, независно од развојот на случувањето пред суд и јавното обвинителство. Вие се уште тоа го детектирате, јас бев со народот.
вклучувајќи го и појавувањето на сликата дека тамо сте меѓу другото, иако во еден момент се тргате од толпата. Дали случувањето со народ значи дека можеме да ве најдеме во ситуација да застанете на чело на народот и во некои други такви политичко-насилнички пресметки? Чомовски, пред да бидам заокружуван и ставам во квадратчиња од страна на представници на Социјалдемократскиот сојуз, јас тоа кажав во неколку телевизиски мои појавувања претходно, дека како член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН во тој ден бев во партиското седиште, веќе повторам, не ми е тешко. Имав состаноци, од тука се упатив пешки, тоа се случуваше за време на паузата, тука се упатив пешки до централата на АД Електрани на Македонија, бидејќи во тој период бев и претседател на управниот одбор, тоест генерален директор. Во моментот додека се наоѓав кај портата, забележав како се случува тоа што се случува и се упатив да видам што се случува, бидејќи претходно барем 50 денови, да не речам можеби и повеќе, во зависност од временските можности, бев заедно со народот, пешачев од пред владата до пред собранието на тие така наречени мирни протести кои што беа организирани од страна на Сдруженијето за заедничка Македонија. И навистина сум горд и тоа повторно ќе го кажам дека да, бев со народот и тие 50 можеби повеќе или помалку денови и дента се упатив да видам што се случува. Понатаму преземав тоа што во тој момент мислев да преземам, но она што повеќе загрижува е кој изгуби во целата оваа ситуација. Тоа можеби да ви го даде и одговорот на она претходно прашање што го поставивте. ВМРО-ДПМН секако не е добитник од оваа ситуација. Она што исто така загрижува во овој случај е чинот на избор на така наречен председател на собранието, кој што има многу дилеми, дали бил математички прецизен, колку што треба или не бил, дали бил според деловникот или не бил, дали можело да биде поинаку неколку часа порано или не можело. Така што целиот тој ден изобелува со многу контраверзии. Но она што е важно, народот 80 дена му кажуваше на Зоран Заев тоа што планираш да го правиш, а што како председател на владата го спроведува оперативно, не е добро. Немој тоа да го правиш. Не си за тоа избран. Избран си за ветувањата кои што ги даде пред нас. Тоа се 30.000 денари просечна плата, 16.000 денари минимална плата, докторите да имаат просечно 100.000 денари плата, зголемени субвенции, зголемени пензии, повеќе странски инвестиции, да ја намалиш невработеноста, реформи во образованието, реформи во судството. Тоа беше што се ветуваше, Чомовски. Не беше ветувањето ова што он го прави, после тоа го модифицираше за да се дограби во власт. Знаете, тоа повеќе наликува како човек кој што тоне во жив песок и сега му треба сламка за спас. Суштината е таква. Но тоа е поразително за Република Македонија. Последиците ќе бидат големи. Рековте дека е дали јас сум бил или не сум бил, историјата ќе кажува дали тоа било вистински потек или не било. Само еден момент, ве молам, ве фатив дека сте биле во седиштето на ВМРО-ДПМН во тие мигови на случување. Дали знаевте, како член на извршниот комитет, дали воопшто имавте слух дека во тој момент од тоа седиште се командува со целата операција? Не, воопшто немаше таква работа. Дека може би дел од екипата на Чавков и на Мијалков е токму таму? Не, воопшто немаше таква работа. Јас си бев во мојата канцеларија со некои представници на општински комитет. Тоа беше генерално состанокот, траеше 30 минути за време на паузата и се вратив назад. Тоа беше. Уште само една работа за која со право велите дека може би да се соочиме со нов политички терор ако не се стават институциите во една функционална врска. Меѓутоа, она што имате една константа, тоа е сомневањето околу изборот на Џафери и така натаму. Јас сега ве прашувам, ако сте конзистентни кон таа политика, дека е тоа нелегитимен избор, неуставен и така натаму, зошто се враќате во парламент? Што е поентата на враќањето на во парламентот на ВМРО-ДПМН? Има многу причини. Дали сте под притисок на странците? Дали сте прагматичен како политичар дека надвор од институциите ќе се создаде една нова паравоен амбиент и така натаму, параполитички? Има многу причини.
и политички, и економски, и практични. Ако ми дозволите дел нив јас се подготвував за емисијата и очекував, антиципирав определени теми кои што ги дискутираме. Еве, ќе ги цитирам најпрви каде оваа влада направи економско цунами во држава. Пред некој ден прочитав податок дека се фалат имале зголемени приходи во буџетот. И точно е тоа. Околу 25 милиони евра имаат зголемени приходи во првите 2 месеца споредено со истите во периодот од минатата година. Но каде е вистината? 30 милиона имаат зголемени приходи во делот на персонален данок на доход и на акциза. Тоа значи дека вештачки ја подкрена минималната плата, прв пат во теоријата и во праксата сретната појава во светот, при тоа не ја зголемија продуктивноста, бидејќи гледаме бруто домашниот производ ни е нула, економијата ни е нула, така, не се зголеми, а се зголемува платата, значи прашањето е како тоа се случува, и акцизата, знаете дека ја качија, тоа не треба да ви кажам. Но нешто загрижува е ако на овие 30 милиони евра се одземат 5 милиони евра, кои што се нето данок на добивка, кои што ги акумулира буџетот, ќе видите дека населението не троши. Куповната моќ на населението е намалена. Немате пари во економијата. Ликвидноста е доведена во прашање. Тоа е првата теза. Значи, вештачки собираат повеќе пари, а при тоа моќта, куповната моќ, потрошувачката моќ на населението е опадната. Тоа е фактор кој загрижува. Ликвидноста не може да биде опадната во услови кога многу поредовно од претходната власт ги враќаат ДДВ-то, тоа е број 1, и број 2 се покажува дека банките се полни со вагони. Прашањето е зошто ние немаме кредитирање и буџетска потрошување. Ова е теза врз основа на чувства. Јас зборувам врз основа на бројки. А ако зборуваме за чувства, јас ќе ви цитирам најмалку 10 состанока што ги имав денеска, од кои 5 беа со сериозни бизнисмени, кои што солзи ронат крокодилски околу оваа ваша теза. Ја не зборувам на чувства, јас зборувам на бројки. Еве, ви цитирам бројките. 25 милиона викаат плюс, 30 милиона собрале ваму минус 5. Втора теза, Чомски, што е како да кажам, полармантна. Дефицитот во првите 2 месеца од оваа година е околу 3 милиарди и 300, значи 55 милиони евра. За истиот период лани е бил околу 60 милиони евра. Внимавајте, лани изборите се уште не беа завршени првите 2 месеца. Значи, лимитирани беа можностите на владата да троши. Но нешто е потрагично. Во овој период 1 милиарда денари е реализацијата за капиталните расходи, негде околу 16 милиони евра. Лани, во услови на политичка криза, во услови на тензија во општеството, во услови на не знам што све не се случи на светов, имаме 2 милиарди и 800. При тоа им се лимитирани можностите за трошење, или 3 пати повеќе. Значи имате отприлика исти дефицит во буџетот, а 3 пати повеќе капитални расходи. Како сакате вие да имате раст на економијата, ако немате проекти, немате идеја, не креирате нови работни места, ако немате трудова инвазивност на компаниите, тоа е ова. А што се капиталните расходи ако не потрошувачка? Токму тоа ви кажувам. Оваа година се за 3 пати помали од лани. Токму тоа ви кажувам, како вие ќе ја стимулирате, како ќе ја стимулирате сопствената економија до фантастични 5% што ги ветувавте на години, неколку месеци порано, ако вие самите не знаете да генерирате проекти. Третата теза, Чомски, околу задолжувањето. Се задолжиле отприлика 34 милиарди денари. Отприлика толку. 550 и нешто милиони евра. При тоа, треба и честно да се каже дека отплатиле главница од околу 17 милиарди денари. Знаете со рестото што направиле пари? Ги ставиле како депозити во Народната банка со нула камата. И тие им пораснале од 7 милиарди на 24 милиарди. А при тоа, кај што позајмиле за државната обврзница, плаќаат пари за каматата. Тие што ја дале државната обврзница, не ја дале за бадијала. И тие пари, до овој момент, ги чинат граѓаните 1,5 милион евра. Злоупотреба на службена положба. И за ова ќе одговара некој ден. И ќе одговара тој кој што пред една година пушташе писма во светот, дека Македонија е ваква, таква, и кога таа влада
поземуваше пари, свесно им беше покачена каматата и при тоа ги оштети граѓаните за 20 милиони евра. За ова ќе одговара некој. Парите стојат на сметка, тоа значи дека вие не генерирате проекти, вие не знаете како, што да правите со тоа. Тоа значи, господин Мицковски, дека со право нема да се спротивставувате на одговорноста на претходната власт која задолжи Македонија со над 2 милиарди и за која ние генерално во наредните 6 до 7 години ќе треба да платиме речиси половина милиарда камати. Не се, прво, 2 милиарди се многу помалце, второ, економијата порасна за 3 милиарди. Каква е сега реалната ситуација? Сега имаме задолжување од 1200 евра секое семејство, само од почетокот на годината, ви прочитав колку е до сега. Ова е од почетокот на годината, заклучно со 28. Значи негде околу 18 милиарди денари, тоа е нето 300 милиони евра. Нето. Толку има задолжено. И сега, при тоа, успеале да генерираат раст нула. Нула. Добро, еве Ајде претходниве се задолжувале. Економска анализа. Само Дали тоа завршам тезата? Се враќате во парламент заради стравувањето дека не се враќаме само за тоа. Дека оваа влада ќе ја презадолжи Македонија, дека економските перформанси се најважни. Економските перформанси, тоа е еден од мотивите. Вториот е, се поминуваат закони швейцарски кои што ќе остават сериозни последици за граѓаните, не за ВМРО ДПМН. Се поминуваат закони за администрација каде што се релативизираат критериуми, каде што луѓе се користат истите за да се пресметувате политички вие со луѓето, затоа што биле членови или активисти на ВМРО ДПМН. Тоа мора да го спречиме. Се носат закони каде што не се почитува деловник кој што патем речено е закон и вие кршите закон. Господин Мицковски, денес се носат разноразни стратегии, планови, нацрти кои што никако не даваат решение за реалните имате соопштение во кое велите ВМРО ДПМН вели дека е постигнат договор со владата за голем дел од реформските закони, а заменикот министер за правда неодамна изјави дека ја има согласност од опозицијата за пакетот судски закони. Преговорите за реформските закони се во финална фаза. Постигната е согласност за поголем дел од нив. За кои реформски закони ви имате согласност? Ако влегувате да ја штитите економијата и да ја предупредувате владата, зошто истовремено правите дил со владата за реформските закони? Не, јас ќе ве вратам неколку дена пред овие соопштенија, кога се случи онаа црна среда во собранието во Република Македонија, ВМРО ДПМН прилично јасно кажа дека единствен приоритет и интерес на ВМРО ДПМН реформите во општеството, реформските закони, кои да се, а се со цел да додаде вредност во процесот на интегрирање на Република Македонија кон Европската унија и НАТО алијансата. И ние не се тргаме од масата за преговори. Што впрочем и го направивме. Затоа што некој во оваа држава мора да покаже државнички капацитет. Ако вие не знаат, тука е опозицијата. Оваа опозиција не шета по светските ходници и да изиграва белосветски лакеи и да ја кодоши власт. Оваа опозиција работи за граѓаните и за државата Република Македонија. И сето тоа дека Христијан Мицковски председател на ВМРО ДПМН ќе биде основен мотив за функционирање и работа на оваа опозиција. И тука нема компромис со никога. А да, ќе критикуваме, ќе бидеме жестоки, ќе се обидеме со сите средства демократски кои што ни се на располагање, да превенираме од дополнителни штети. Затоа што ние во оваа држава во момент не само што имаме економско цунами, имаме и политичка депресија меѓу граѓаните. Имаме два паралелни процеса кои што го уништуваат општеството, социолошки феномен. Професоре, господине председателе, како сакате? Три во едно. Кога сега ве гледам во одговорите, делувате прилично спонтано, со јасна мисла и така натаму. Откаде таа пиар агенда преку идиоти да ни се обраќате секој ден со пишани и читани текстови наспроти автентичноста на вашиот настав? Така ве учат или мислите дека ќе сгрешите? Бидејќи почнавте со професоре, еве ќе почнам професорски, ние правиме презентација, а се со цел да не ја погрешиме смислата
често пати на предавањата и на одбраните на научните трудови како магистарски и докторски. Present point. Да, и логично е да бидеме прецизни пред граѓаните. И мене на вистина ми причинува задоволство кога ќе можам во вистинска смисла да ги презентирам фактите и аргументите. Но не ми причинува задоволство кога јас сум стекнал впечаток дека читам од идиот, бидејќи со исклучок на едно или две обраќања, сите други се без идиот, односно се спонтани. И навистина тогаш сум погрешил, ќе се обидам да видам што е можно поспонтан при тие мои обраќања. Да бидете зашто таа логика на пиар некој му ја наметна и на Иванов и на Груевски не беа најсјајни во комуникацијата со јавноста. Поштувани гледачи, следите ТВ интервју со претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Динамиката на разговорот ги опфаќа најсуштинските прашања за очекуваното враќање на опозицијата, што е со името, што е со предпоставките за реформирање и приоритети, дали и натаму ВМРО ДПМН ќе го има епитетот или дисквалификацијата дека е антиалбанска партија. И на крајот имам едно прашање кое повеќе е филозофија на политичко комуницирање. Често употребувате политичка математика. Ја молам режијата да ми го даде една од равенките која сакам да ја протолкува како вовет. ВМРО ДПМН минус Груевски плюс Мицковски. Како ќе решите оваа равенка? Нова влада на Република Македонија. Благодарам. Следете и натаму интервју со Христијан Мицковски. Дали таа нова влада може и на каков начин може да се состави во другиот дел од разговорот. ВМРО ДПМН се враќа во парламентот. Дали е тоа обид да се ребрендира како остра и ривалска опозиција? Колку новиот лидер ја има контролата врз партијата и нејзините пари? Како ќе обезбеди одлепување од сенката на Груевски и неговите кадри? Можна ли е формална коалиција меѓу СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ за името и реформските закони од Европската агенда? Како да се надмине синдромот на антиалбанство? Лоша економска политика на актуелната влада, но што нуди ВМРО ДПМН како алтернатива? Христијан Мицковски, гостин во ТВ интервју на Топ тема. Председателе, да се ископчеме за момент од внатрешнава, како велите, катастрофална ситуација и да се вратиме на некакви шанси. Директно ве прашувам, дали Заев и Димитров ве информираат за деликатните процеси на преговорите со Грција? Последната суштинска средба што ја имавме е онаа средба во клубот на пратениците, каде што беше и председателот на државата и председателот на Демократската унија за интеграција. Тогаш беше презентиран сетот на идеи, кој што предходно медиаторот Нимиц го имаше презентирано пред преговарачите Василакис и Наумовски. Средбата траеше околу 7 часа, после таа средба генерално сите дадовме изјава, но тоа што беше содржано во тој сет на идеи на јавноста помалку или повеќе беше познато. Негде на почетокот на месец март имавме, од тој момент па натаму немавме комуникација на таа тема. Некаде на почетокот на месец март на состанокот во владата со премиерот, се сеќавате, дадовме изјава јас и председателот на владата. Одговорот на прашањето беше дека нема нешто вака забележителен напредок по тоа прашање. Во меѓувреме јас сериозно замерив, бидејќи ние на тој состанок во клубот на пратеници се договоривме дека за секој иден чекор кој што се однесува на преговорите за ова прашање ќе бидеме информирани како опозиција. При тоа од медиумите дознав дека се случила преговарачка рунда во Виена, дека на таа средба не присуствувале преговарачите Василакис и Димитров. Потоа слушнав дека од претходно договорената средба преговарачка на маргините на самитот на ЕУ во Софија е откажана, дека и за тоа не бевме информирани. При тоа навистина мене лично многу ми значеше и јас на средбата во март, на почетокот на март месец во владата го информирав премиерот и реков и сериозно протестирав и забележив дека не може тоа што сме се договориле да не се почитува. Дали се сретавте со Димитров? После овие најави дека шефот на дипломатијата ќе ги информира лидерите на партиите за овој деликат. Дали ќе прифатите средба и информации? Па еве ќе имаме лидерска средба веднаш после великденските празници. Претпоставувам на таа средба ќе
ќе не информираат како течеле преговорите, но она што повторно го прави екзибиционистички целиот процес е оној документ кој што Коцијас го донесов дека во Македонија со него на 20 страни. Потоа ден претходно ние така брзоплето дадовме одговор на 5 страни кога што дознав и тоа сето го разбрав од Немате достапност до тие документи? Немаме, нити знам како изгледаат, нити некој не ги доставил. Искрен да бидам, навистина жалам што и тоа се случува, затоа велам помалку или повеќе екзибиционистички потези. За вака сериозно суштинско прачање, бидејќи оваа политичари од власта, тоа што сега го прави, ќе има големо влијание во иднината на оваа држава и овој народ треба да живее со тоа. Како новиот лидер на најсилната опозиција го очекува, го гледа и го посакува расплетот на преговорите со Грција и дали останувате на приоритетите кои ви се прилично континуирани, а тоа е евроатлантскиот курс, освен овие благи екзибиции кои на одреден начин наслутуваат дека дел од поранешното раководство намигнува кон Москва? Не, ние немаме тука никаква дилема, нити па порано некој имал дилема. Фокусот и ориентацијата на ВМРО ДПМН од основањето до ден денеска е константа. Тоа е ЕУ и НАТО. И тука нити јавноста, нити ја, нити некој од претходно, барем од она што јас сум сведок, нема никаква дилема. Но на што е позначено е како се однесуваме во овој процес. Ама не ние како опозиција, како се однесува власта, бидејќи таа има најголемата одговорност, бидејќи тие се тие кои што ги водат преговорите. Еве јас ви дадов неколку примери каде што ние апсолутно нити знаеме што се случува, збориме пред завесата, за позади завесата не дискутирам. Таму апсолутно никој не информира за ништо. Но пред завесата е катастрофален екзибиционистички однос. Јас на состанокот со министерот за надворешни работи на нашиот јужен сосед го прашав. Еве, навистина ние како опозиција партиципираме во сите реформски закони, додаваме вредност, работиме. Буквално во секој еден сегмент се трудиме сите можни евентуални ризици од некаква друга критика да ги превенираме, да ги сведеме на нула. Дали, доколку не се најде решение за името, а сепак постои препорака за отпуштување на преговори, Грција ќе го блокира сето тоа. Затоа што нас ни е државничкиот однос значен. Нас ни е значена единината на оваа држава и единината на овој народ, кој што живее во оваа држава. И ние, кога гледаме неодговорно екзибиционистичко однесување на власта, логично е да ние бидеме тие кои што ќе се грижат за интересите на овие граѓани, па макар били опозиција, визави алатките кои што ни се на располагање. Добив општо одговор, кој што можам да заклучам во една ваква раменка што вие ја прикажавте пред малце, не. Односно, предпоставам дека повторно би следувало. Нема да ве прашам кои се црвените линии на ВМРО ДПМН, но ќе ве прашам дали давате поддршка? Дали мислите дека ова е курсот на тет-а-тет разговори интензивни за решавање на спорот со името и за евентуален влез? И на крајот на криштата, дали мислите дека може да дојде до решение? Не, тезата е дали ВМРО ДПМН дава поддршка за процесот на преговори, за разликите со нашето уставно име што го има нашиот јужен сосед, кој што се води под покровителство на Обединетите нации, тоа е многу битно. Ние не смееме да влеземе во замката да излеземе од тој процес. Нас ни се неопходни Обединетите нации, бидејќи тоа е гарант во целиот овој процес. И преговорите не се одвиваат од сега, нити сега почнал светот од Зоран Заев и Димитров, нити тука ќе заврши. Почнале од многу претходно и тоа има антропологија, но и процес како понатаму ќе се развива се тоа. Вие имате процес кој што одлучува за единината на генерација луѓе. Вие морате да се однесувате сериозно и државнички, а не вака екзибиционистички. Меѓутоа овој процес мора да заврши и да го водат храбри и сериозни политичари. И во мала Македонија такви какви сме, а малку има такви политичари. Дали мислите или дали спаѓате во групата на јавни личности и политичари дека се губи јазикот, се губи идентитетот, се губи, ништо не добиваме и дека во овој момент тоа е атак врз македонскиот идентитет комплетно? Македонскиот идентитет и јазикот се стекнато право.
во личната карта за државата, наша Обединените нации, пишува многу експлицитно каков е јазикот, преведен на 6 јазици, на англиски, на француски, мислам беше англиски, француски, шпански, руски, кинески и арапски. И точно се знае идентитетот како е дефиниран таму. Тоа е стекнато право. Воопшто ја не мислам дека го губиме, нити го добиваме. Се знае дека е Македонијан, Маседоан и така натаму, македонски, и се на арапски, кинески, не знам како изгледа тоа. И апсолутно тука нема што да чувствувам ја дали добивам или губам. Како ќе реагирате? Нити па некој кој што се занимава со политика треба да чувствува дали добива или губи. Ова не го прават храбри политичари, ова го прават мудри политичари и вешти политичари. Тие победуваат на крај и мотивирани да направат максимум за интересите на сопствената држава. Тие победуваат на крај. Вам ви е јасно дека ние се движиме кон една додавка на името. Дали мислите дека би можеле да бидете подготвени да прифатите такво решение и дали тоа треба да оди на референдум или во собранието? Не ми е јасно мене дека се движиме кон додавка, бидејќи немам информации. А ве се читате или слушате телевизија и гледате? Ако се темели тоа што е моментално објавено на медиумите, ако се темели на оној така наречен сет на идеи кој што беше приложен од господинот Нимиц, имаме прилично конфузна ситуација, нејасна ситуација. Затоа што и на состанокот со медијаторот Нимиц дополнително кај мене беше внесена конфузија. Ја навистина немам впечаток дека ние се движиме кон такво нешто. Ова се сериозни теми. Било каква лицитација со евентуални можни хипотетички решенија во иднина јавно, на пресконференции или преку интервјуа во светски неделници, дневници и така натаму, само го загрозува процесот. Затоа ви реков, победува на крај тој кој што е мотивиран да извлече максимум за сопствената држава и народ, мудар и паметен. Дали Заев од вас побарал на тетате средбата поддршка за разговорите со името и компензација околу тоа во однос на судските процеси, можна амнестија, една политичка релаксација? Нема такво нешто. Не. Дали мислите дека вие воведувате една нова политичка или партиска лекција која лексикон кој ги нема елементите на претходната власт, на закани, на принуди, на рекетирање? Дали мислите дека успевате со новата гарнитура да воведете нов полиберален пристап и во политиката и во демократијата? Видете, Чомовски, ние можеме да се договориме за све кое што е од интерес на граѓаните и Република Македонија. Компромис надвор од моите принципи, јас како човек не правам. Јас ви кажав, концесии животни немам према никого, сем можеби кон моите родители, кои што ме воспитале. Сето ова кое што го правиме се темели на нужната потреба од реформи во ова општество. И ние во 90% во тие реформи учествувавме со предлози кои што и текако ги подобрија и содржината и квалитетот на тие предлози кои што претходно беа замислени од страна на владеачкото мнозинство. Таков беше случајот за законот за заштитени сведоци, таков беше случајот за законот за ота и следење на комуникациите, таков беше законот за реформи во судството, таков беше законот за аудиовизуелни услуги, таков ќе биде нашиот допринос и во изготвување на новиот изборен законник, кој што треба да биде усвоен во собранието некаде септември до октомври оваа година. Учествувавме и текако со идеи и предлози во новиот законник за финансирање на политички партии. Имавме сериозни барања во делот на новата државна изборна комисија, која што е неопходно час поскоро да биде Чекайте, ќе се вратиме на овие прашања, битни се и за обвинителството и за ДИК. Но да ја завршам агендата која не води на овој регионален пристап, бидејќи политиката на добрососедство и воопшто нашата перспектива нема шанси без ова генерална политика на добрососедство. Има една чудна перцепција која се работи за ВМРО. Дома, без оглед дали прифаќате, имате долго време имаше лексиката, без оглед што коалицирате со дуи едно албанство. И во однос на јазикот, реакцијата на Еди Рама.
чуден пристап имавте, освен така формалистичко признавање на договорот за добрососедство со Бугарија, и сега имате и кон Грција резерви, што можам да ги прифатам. Но како вие гледате таа политика на добрососедство, кој е клучен елемент за евроатлантските интеграции? Политика која што се темели на принципи, честност и искреност. Тоа е политика која што треба испротивната страна да ја прифати. Затоа што вие не можете да водите политика за добрососедство со континуирана свитка на кичма и на штета на вашите интереси. Вие морате да најдете начин како вашите позиции да ги аргументирате со факти. Тоа е политиката која што треба сериозна влада, сериозен државен естаблишмент да го води. Тоа е суштината. Сето останато е гол популизам, ниски страсти и фарса. И тоа нема никаква врска со добрососедство. Тоа има врска како подолго да останам на столчето во кое што се наоѓа. Тоа е суштината. Еве да се вратиме на теренот, бидејќи овој надворешно политичкиот дискурс се обидувате да му дадете помалку значење. Меѓутоа се вратиме на вашето враќање во парламентот. Ако се враќате со идеја да бидете контролор на неуспешните економски политики, на поддржување на реформските закони и така натаму. Не контролор. Бев многу прецизен. Реков, ова што ни се случува, јас би го дефинирал како економско цунами и политичка депресија. Добро. Тоа ни се случува нас во оваа. Дали е тоа мотивот и идејата, иако сега имате малце резерва, за интерпелација на владата? Дали сте свесни дека практично со таа интерпелација на Заев само условно кажам му давате нов пас? Или почнувајќи е повторно вашата политичка математика, дајте втората равенка. Емола. ВМРО ДПМ плюс СДСМ плюс ДУИ еднакво на X. Што значи тоа? Бидејќи се враќате во парламентот. Предпоставувам дека ова е 100 дена пред новите предвремени парламентарни избори. Владата која што ќе биде 100 дена пред новите предвремени парламентарни избори. Со антиалбанството мислите дека кај ДУИ ќе добиете поддршка или ќе водите прагматична политика да ги привлечете Ахмети или другите партнери? Јас не би се сложил дека ВМРО ДПМН води антиалбанска политика. ВМРО ДПМН води, како што кажав, принципиелна, честна и искрена политика. Лично луѓето со кои што јас комуницирам и кои што се представници на политичката елита во Македонија на албанците, апсолутно се сложуваат со нашиот пристап и ние имаме апсолутно заеднички именител. А тоа е како на нашите граѓани, без разлика од нивната етничка припадност, да го направиме овој живот овдека подобар. Тоест, она што кажав на почеток, сонот на таа генерација политичари да биде исполнет со една евроатлантски интегрирана, економски просперитетна држава, држава на среќни граѓани. Сите ние имаме заеднички проблеми. Млад, квалификуван кадар бега од државата. Луѓето се иселуваат. Ние имаме празни села, празни населени места, празни градови во политиката која 10 години резултираше со ова со кое денеска го констатирате? Ако ја гледате политиката Чомовски наназад години, не за 10, не за овие 10 месеци, наназад 27 години, ние го имаме истото сценарио. Затоа сме ние тука да понудиме нова надеж, нова програма, ново утро за Република Македонија и тоа ќе ни биде императив и тоа ќе го гарантираме со лична гаранција. Пред граѓаните ќе излеземе со најдобрата и најквалитетната програма која што некогаш до сега се појавила во Република Македонија, која што ќе се темели на научна анализа и која што ќе одговори на потребите на граѓаните. Токму тоа е и мотивот на моите чести посети кои што ги правам изминатиот период. Поминав најмалку 18 општини, 18 општински комитети, разговарав со членовите, со базата на партијата, со поддржувачите, симпатизерите, но и со многу обични граѓани кои што можеби се дел и поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз, дел од нив можеби се поддржувачи на некоја друга политичка опција. Генерално заедничкиот именител е на сите. Дали на прашањето животот дојде, каков живот, синко, од ваков чемер и јад не било никогаш.
Тоа е суштината на она што ние треба да го понудиме како генерација на политичари на граѓаните во Република. Ако не успееме, оваа работа не е за нас. Ако тргнувате со оваа добра намера дека треба нешто да се промени. Никаква поинаква намера. И не сте и сигурни сте дека интерпелацијата или претпоставувате дека интерпелацијата нема да даде ефекти за воредни избори, за пат на владата и така натаму? Не сум сигурен. Напротив, јас мислам дека ако се доблесни, ќе ги слушнат нашите апели и ќе изгласаме недоверба на владата. Напротив, тоа е и целта на таа интерпелација. Ако не се изгласа недоверба, дали вие тактизирате или би прифатиле тоа што пред малку го равенкате, евентуална еден репринт на позициите кои Македонија ги имаше досега, тоа е така речена голема коалиција за решавање на крупните прашања. 100 дена пред новите предредени парламентарни избори, ВМРО ДПМН ќе биде дел од влада која што ќе ги спроведе. И тоа ќе биде еден од условите кои што ќе го содржи новиот изборен законник. Како што тоа беше услов претходно за време на предвремените парламентарни избори во 2016 година декември, така ќе биде и сега. Многу едноставно. И тоа го кажавме веднаш после завршувањето на локалните избори. Јас ова го имам повторено во најмалку 2 интервјуа, еве и сега јасно и гласно го кажувам. Како опозиција мора да се чувствуваме комотно на избори. Мора да имаме фер избори и нашето учество во новиот изборен законник треба тоа да го гарантира. А ова што вие го напишавте треба да биде дел од председателот на ДИК по дефолт и досега беше главно изборен. Да, нашето барање беше од опозиција. Да. Но зошто барате јавен обвинител? Не беше од опозиција. Претходно беше председателот на ДИК беше така наречен експерт, кој што се испостави дека бил сериозен активиста на Социјалдемократскиот сојуз и јас лично го имам видено во низа наврати на кафе пиење во 2-3 трговски центри во Скопје со истурени членови на Социјалдемократскиот сојуз во непосредна комуникација. Но зошто ВМРО ДПМН бараше услови каде што председател на ДИК ќе биде предложен од опозицијата, тоест од ВМРО ДПМН. И за тоа се сложи Социјалдемократскиот сојуз. Нема Силвана Бонева да ја предложите со низините патни трошоци. Ќе видиме, се уште не сме размислувале, бидејќи најпрвен треба да се усвои нашето барање, да се измени постојното решение во изборниот законник, па дури потоа да дискутираме зашто барате вие да бирате јавен обвинител кога ви е сосема јасна структурата на институционална на изборот на јавниот обвинител? Не знам од каде ви оваа информација, но можам да ви кажам дека ви е погрешна. Еве, да ја слушнете вистината, нашиот став кој што го изложивме на почетокот од преговорите, а потоа не го повторивме, затоа што цениме дека тоа е предмет на втора, трета фаза, е јавниот обвинител да биде избран со двотретинско мнозинство. И што е тука нелегитимно? И што е тука поразлично од демократско барање? Да биде јавниот обвинител професионалец кој што ќе биде навистина оценет како прифатлив и од опозицијата и од позицијата, па на човекот или на госпојата или госпогицата ќе им дадеме поголем легитимитет. Тогаш нити опозицијата, нити позицијата ќе имаат алиби да речат фаворизира едни или други. Што е тука нелегитимно? Ја не гледам навистина, напротив, тоа е еден државнички момент за кој што навистина сите политички чинители во државата треба да се сложат. Да идниот јавен обвинител биде избран со двотретинско мнозинство гласови во собранието. И на тој начин сите ние ќе бидеме сигурни дека тој гарантира независност при носењето на одлуки. Дали мислите дека луѓето ќе добијат сигурност во правораздавањето, во законитоста, во правдата, доколку завршат сите постапки за сомневањата за крупниот криминал, за деструкцијата, за злоупотребите со човековите права и слободи, и дека тоа практично би требало да не ни отвори новата Пандорина кутија дека Македонија сама од себе ќе се изеде. Ќе го повторам уште еднашка. Оној дел кога велев како ја гледам мојата татковина војнина, и покрај големиот број можности во животот достана надвор се вратив назад, токму ради овој историски момент, како да сум пречувствувал дека ова ќе се случи. Ние мораме да оставиме историска димензија и да работиме за интересите на граѓаните. Зборот криминал не постои во мојот речник, а уште помалку одобрување на истиот. Ја навистина жалам кога пред некој ден така невешто го гледав председателот на владата како ја убедува македонската јавност дека оној сирот човек малтене го навел да он му земе мито. Ми беше навистина
да му побара, ајде, да не бидам погрешно разбран. Навистина беше непријатно да го гледам како се мачи, поти да објаснува тука на скалите од судот. И навистина не знам како може понатаму да се извади од една таква ситуација. Затоа велам, транзицијските политичари треба да завршат. Нова генерација на политичари треба да одлучува понатаму за иднината на оваа земја. Тоа е суштината. Секој треба да знае дека порано или подоцна крајот на неговата политичка кариера завршува. Прашањето е што ќе остави позади себе. Дали кога ќе се појави на улица ќе шета со дигната глава и ќе направи здраво со 5, 7, 10 комши, или ќе го чува 10 телохранители и ќе ужива во сите оние работи лукративни кои што го пратат. Директоре Мицковски, дали ви беше така непријатно кога, например, се склучува милионски сделки околу рек Битола, ископите, кога се наплатува 5 пати повисоки цени во дилови кои, како и сега, на оден начин тет се случуваат кратемо. Дали тоа не е криминал или мислите дека тоа е бизнис логика? Чомовски во времето кога беше Христијан Мицковски директор на АД Електрани на Македонија, кога беше разрешен дента, АД Електрани на Македонија беше со следната финансиска кондиција. И тоа, 25 милиони евра или милиарда и 500 милиони денари од прилика депозити во домашните банки, рекордни резултати од аспект на производство во првите 2 квартали, додека имав можност да управувам со компанијата, многу развојни проекти отпочнати, 0 долгови према економски оператори кои што работеа со АДЛМ и 0 долгови према вработените. Од тогаш наваму, според моите информации, прилично детално е чешлано работењето на Христијан Мицковски и до овој момент апсолутно нема никаква лукративност, нити пак има, затоа што овој образ 41 година е стекнат на вистински вредности. Но околу криминалиите, прво го кина Советот за јавни набавки, за да потоа можат во 4 очи да доделат тендер од 2,5 милиони евра за ископ на една компанија која за волја на вистината била прилично активни во времето на ВМРО ДПМН. Но тогаш, како помеѓу орган, како второстепена контрола, постоеше една институција што се викаше Совет за јавни набавки. Дали сега таа институција ја укина, за да можат вака во 4 очи да си договорат дил од 2,5 милиони, а сега имаме во тек исто таква јавна набавка за помошна механизација или за ископ, каде што се бара за референца количина на јаглен која што во Македонија може само еден економски оператор да ја исполни. И дали тука македонската јавност, еве ја ви давам хинт, тизер ви давам вас, како искусен новинар, да се позанимавате на оваа тема и да видите дали тука има лукративност, злоупотреба или нема. Мене ме интересира еден друг социолошко, економски и политички феномен. Иста личност и во двата система работи со државата. Дали е тоа оној синдром транзицијски и посттранзицијски во кој тајкуните ве имаат под контрола и дека во секое време може да се шалтаат на било кој кран или било која бизнис делка? Чомовски не е битно дали работел со една или друга политичка елита, битно е како работел. Повторно ќе кажам, прегрубо е да се форсира теза дали ве имаат тајкуните. Не, нема, ви кажав, не постои човек кој што може да каже јас имам концесија кон овој. Не постои. Прилика околу 300 милиони евра потроши АД Електрани Македонија, додека ја бев генерален директор, штрафче не фали. И нема ни да фали, просто е. Затоа што сме имале честна намера, сме биле добар тим, сум имал страшно добри соработници додека сум го работел таму и така сме ја завршиле работа. Сега гледаме се поплавува Охридско езеро, притоа Шпиле е празна, губиме милиони на прелив на Глобочица. Просто никој за тоа не се занимава, никој во држава не се занимава. Што значи тоа дека имаме, се сеќавам минатата година, некаде јануари месец се враќав во службено патување од Косово, добив новинарско прашање од вашата телевизија, новинар, вели имате јаглен во рек Битола само за 3 дена. Од прилика 110.000 тони. Ке ги згасите блоковите. Што правите вие? Знаете ли што правите? При тоа,
тогаш имаше минус 25 степени надвор, едно од најстудените зими во Европа беше, и во Македонија работеа 4 блока, Осломе, во Кичево и 3 во Битола. Сега имаме 3 пати помалку. Во истиот тој период, Јаглен во Рек Битола со едно друго раководство работеа 2 блока и го подсетив тој новинар за таа ситуација. Но не забележав реакција во јавноста. Побарајте уште еднаш од новинарот. Неколку месеци потоа. Поштовани гледачи, со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на крајот од оваа рунда на ТВ интервју и за состојбите во кадровските ресурси, ребрендирањето на ВМРО ДПМН и дали Христијан Мицковски раководи и знае кај се парите на најбогатата партија во Европа. Председател Мицковски на крајот за нешто што веројатно е најважно. Дали дефинитивно со оваа динамика на промени и реобновување на извршниот комитет воспоставувате, како обично се вели, контрола врз партијата? Дали се одлепувате од претходното раководство, оно што на почетокот ви реков, од една продолжена перцепција дека Груевски и Мијалков оценка раководот? И за крај, за да ви дам шанса да не ве прекинувам, кој раководи сега со парите? Имате вие контрола врз парите. Сега одеднаш излезе дека најбогатата партија нема пари за своите службеници. Реконструкцијата на партиската инфраструктура е логичен процес кој што следи после завршен изборен циклус. Најпрво имавме парламентарни предвремени избори, па имавме сценарио што се случуваше потоа, па имавме локални, смена на председател на партијата. Логично е да се случи и еден вид промена во партиските органи на ниво на местни и општински комитети и се разбира на ниво на комисии и извршен комитет на партијата. Таа приказка не е завршена, се разбира, извршниот комитет ќе се намалува, ќе се шири во зависност од динамиката на настаните кои што следуваат понатаму. И тука апсолутно нема никакви правила. Кој ќе влезе, кој ќе излезе, се разбира, се уште стојат отворени опции, кој ќе влезе во извршниот комитет, кој ќе излезе, но сега за сега, од она што располагам како човечки кадровски потенцијал, јас сум исклучително задоволен. Конструктивноста на сите е фантастична. Луѓето се посветени, ние имаме отприлика еднаш неделно седница на извршниот комитет и некаде на 2 недели динамика седница на централниот комитет. ВМРО ДПМН е партија со голем демократски потенцијал. Секогаш била авангарда во промените во државата, така и сега. Ние секогаш можеме да дискутираме на различни теми, јас тоа сум кажал и тука нема никаква дилема. Секој може да си даде свое мислење и инсистирам на тоа, бидејќи никој не е најпаметен. Мудроста е плод на различни мислења. Тоа е суштината во политика. Дали Милошовски и Димовски се уште имаат влијание и меѓу новите, со оглед на тоа дека, мислам дека остана меѓу ретките кои го бранеа овој принцип на груевизам и антиалбанство? Суштината е дека наш заеднички непријател политички се разбира во овој момент е Социјалдемократскиот сојуз. И ова влада која што и се случува на Република Македонија. Секој оној кој што е добронамерен да застане во битката против овој политички противник е добреден. И тука нема дилеми, нема предрасуди. Секој. Каква ќе биде неговата позиција во структурата на партијата е прашање кое што е резултат на разговор. Дали ќе биде дел од извршниот, од комисијата, на некој друго ниво, онаму каде што ќе додаде најголема вредност. Тоа е суштината. Како да го поразиме нашиот политички противник? За интересите и за доброто на татковината. Инаку, како да ви кажам, екзибиционизам во овие работи не вродува со плод. Фрустрации, комплекси не ви носат добро. Направивте еден обид со најавата дека можеби Љупчо Георгиевски би се вратил, кој има некаква фигура во историското минато на ДПМН. Истовремено сега ви се јавува едно ново старо крило на фракционерство, што било константа во ВМРО ДПМН, дали биле партии и така натаму. Каков ќе биде вашиот однос и кон Георгиевски и кон фракционерите? Да, денеска бевме сведоци на пресконференција.
од страна на сегашни и поранешни, можеби, членови на ВМРО ДПМН. Одговорот е чомонски горе доле ист, нели, нема тука дилема. Наш политички противник е Социјалдемократскиот сојуз. Се разбира, соло игра на поединци, политички маргиналци за личен бенефит, не може ВМРО ДПМН да им биде влогот и рамо за плачење. Но сите оние добронамерници кои што сакаат да ни се придружат во оваа политичка битка се добре дојдени. И тука немам никаква дилема нити фрустрација. Во зависност од нивниот интерес, расположив капацитет, човечки, партиски, професионален, се разбира, ќе го најдат своето место во структурите на ВМРО ДПМН. Дали се викале Христијан, Филип, Антонио или некој друг, апсолутно не е важно. ВМРО ДПМН е над сите нас. Интересите на Република Македонија се над сите нас. Силно ВМРО ДПМН, предводник нивната влада во Република Македонија, гарантира Република Македонија успешна, економски силна. Сето останато, еве гледаме. Не ми одговорите, пари имате? Пари имаме, финансиски средства сега пари, малце грубо звучи пари, финансиски средства имаме доволно за да можеме оперативно да ги задоволуваме потребите на партијата. Тоа би можело заклучно да преживеете. Па, тоа вие го кажавте, јас не. А каде се парите на најбогатата партија во Европа? Кој раководи со нив? Навистина не знам зашто зборувате. Ви го предадели чекмеџето Никола Груевски? Чекмеџето како архаизам можам да го сватам, а не како иронија во вашиот вокабулар. Да, денот кога беше на примопредавањето на председателската функција, генерално ги разменивме подписите во самата партија и тоа беше чисто една формалност, ништо повеќе, така што јас би рекол повеќе или помалку ги разменивме подписите како официјални подписници на ВМРО ДПМН. Дали ви се случило, откако почна овие судски процеси, Груевски Мијалко да ви сврта телефон и каже, чекај, што седиш Мицковски, што не дигнеш врева, види што ни прават. Освен ова што до сега го зборувавте како политички терор и така натаму. Чомовски ќе повторам 4ти пат. Видите, овде сте и 5ти пат да повторите, ако сакате, ама... Христијан Мицковски нема концесија према никого. Нити некому нешто должи. Сем на родителите кои што го воспитале. Да израсне во професор универзитетски, сопруг, родител, пријател, другар, брат и така натаму. Тоа е суштината. Трет пат го спомнувате родител, сега прв пат веројатно ќе прашам. Вашиот професор е исто така универзитетски професор. Да, татко ми е универзитетски професор во пензија. Во пензија. Не ви кажа што ти треба таа улавштина да се занимава со политика? Не, напротив, ме поддржа во мојата одлука кога конечно одлучив да влезам во овој предизвик. И тоа многу ми значеше во тој момент. Да? Да. И на крај, допираат гласовите дека сте човек на американците, човек на германците и дека тие всушност ви го изградија имиджот за новата политичко лидерство и инсталација во ВМРО ДПМН. Многу комплименти ми кажавте сега, вака отворено, но фактот е дека сум човек на Иван Јелица Мицковски, тоа е суштината. И на Македонија, бидејќи тука сум се родил, тука сум се школувал, тука сум работел, сум поминал еден извесен период и надвор од Македонија школувајќи се, сум се вработел и ви реков, единствен мој мотив е да оставам историска димензија што ќе значи подобар живот на граѓаните на оваа држава. Добро, ми ја прифатите сугестијата околу идиотите, што може да биде мала сатисфакција. Ја прифатив. Уште со вокабуларот на политичка математика ќе настапувате? Плюс, минус и така натаму? Во зависност од околностите и прашањата, ќе бираме најсоодветни настапи и одговори. Ви благодарам, тоа беше поштувани гледачи Христијан Мицковски, председател на ВМРО ДПМН, партија опозициона која најавува после средбата на највисокото раководство враќање во парламентот, со надеж дека истовремено би можеле да се вратиме на некои позиции на заживување на парламентарниот дом. Пријатна вечер и благодарам уште еднаш. И благодарам на поканата, лека ноќ.